А сега е вистинско време да ја поздравам нашата драга колешка Ирина Спировска. Добро утро, Иринче, за тебе. И драго ми е што во духот на книгата на убавиот збори денеска ќе ни поминати следните минути, повели. Токму така, нели го обележавме светскиот ден на книгата и денес посветуваме минути на книгата, поточно на литературата за деца, затоа што квалитетната литература за деца е од исклучително значење за развојот на идните генерации, но и за градење на современо, мултиетничко, мултикултурно и инклузивно општество. Добрата и убаво одбрана литература за деца многу придонесува за правилен, интелектуален и емоционален развој на децата. А токму деновиве актуелно е 7-то издание на Литера, меѓународниот фестивал за литература и илустрација и за деца, кој што свечано беше отворен вчера вечер во просториите на Сулијан. Што се ова 7-мо издание ќе понуди за љубителите на детската литература, за сите оние што сакаат да ги следат новитетите на ова поле, дознаваме во следниве минути низ разговорот со Симона Туфекџиќ од тимот на Литера. Симона, здраво, добро утро. Добро утро и вам и на вашите гледачи. Како што споменав, вчера вечер се одржа свеченото отворање на ова 7-мо издание на Литера, па ајде најпрвин да слушнеме како помина самото отворање. Да, вака, јас сум се уште под импресија, имавме едно прекрасно отварање во една преубава атмосфера, самата атмосфера на просторот го носи тоа, меѓутоа и енергијата која што се создаде на самото отварање на фестивалот. Од вчера на самото отворање се поставени, како што и веќе кажавме, две изложби на илустрации. Едната е ретроспективна изложба на илустрации на еден од доајените на македонската уметност, тоа е Орда Манески, кој што има оставено една неизбришлива трага и во македонската илустрација, меѓутоа и во македонската литература, бидејќи многу претходни генерации учеле од учебници кои што токму тој ги има илустрирано. И сакам да нагласам дека е ова за прв пат неговите илустрации да бидат изложени на засебна изложба, така што неговите дела ќе може да се погледнат се до 30 април, бидејќи ќе бидат поставени таму. Втората изложба ни е од македонски современи авторки, илустраторки, Иванка Ниба, Анастасија Јованова и Софија Семенпеева, која што е воедно и креатор и организатор на овој фестивал, така што и нивните дела гледачите ќе можат и публиката ќе можат да ги видат се до 30 април, бидејќи се поставени во Сулијан. Присутните на вчерашното отворање на 7-то издание на Литера, освен во изложбите, секако може да уживаат и во убава музика и дружба која што понуди спој на тие ликовни илустрации и на музиката. Точно така, да, вчера имавме една преубава, забавна атмосфера, а веќе за денес ни престојат бројни работилници, како за возрастни, односно за студентите од факултетот за ликовна уметност, бидејќи соработуваме и со нив, така и за најмалите, односно за деца. Тука ни се и работилниците авантурите на Халки, кои што се поддржани од нашите долгогодишни партнери Халкбанк. Така, денешните активности практично продолжуваат со почеток во 11 часот, кога Литера организира една убава средба и прошетка низ изложбите за медиумите кои што несебично покажуваат својата поддршка. Точно така, сакаме да им се благодариме на сите представници на медиумите кои што ја гледаат вредноста на Литера, која што Литера ја носи во самата култура, во уметноста и која што ја зголемува со секое издание на фестивалот. Инаку сакам исто така да нагласам дека за вечерва ни е предвидена промоција на една нова, уникатна, прекрасна сликовница со наслов "Сакам силно да ме гушнеш" на авторката Катерина Димова и илустрација на Анастасија Јованова. И освен тие активности кои што влегуваат во рамки на денешниот ден на Литера, и утре во Сулијан повторно ќе се одвиваат низ активности кои што ќе бидат наменети за пошироката публика. Може ли да ни кажете што се ќе го одбележи петокот? Точно така.
последниот фестивалски ден ни е резервиран за еден многу интересен и многу наш драг гостин. Тоа е гостин кој што ни доаѓа од Естонија, авторот Урмас Рейнма, кој што ќе ни се представи нам, на нашата публика, со својата сликовница насловена "Каде го најде". И исто така ќе одржи и работилница за најмладите, односно за деца. Во текот на вечерните часови, на самото затворање на фестивалот, ќе имаме промоција на уште една сликовница. Тоа е сликовницата "Црното маче" од авторот Неша Рамевиќ и илустрација на Наталија Лукомска. Навистина богата и убава програма која што кажавме дека е наменета за поширока публика, за повеќе таргет групи, опфаќајќи ги не само најмладите, туку и нивните родители, издавачите, книжарниците, па и книжевниците. Целта на Литера како меѓународен фестивал е да афирмира таа квалитетна литература за деца и млади. И што вели тимот на Литера, колку сте задоволни од сето она што успевате да го постигнете со секое ново издание на овој меѓународен фестивал? Наедноставно можам да кажам дека сме презадоволни и дека се стремиме кон тоа уште повеќе да придонесеме кон афирмацијата на уметноста генерално, меѓутоа и на илустрацијата и литературата за деца. А тоа го говори фактот што минатогодишното издание на Литера беше препознаено како најдобар фестивал во категоријата и се здоби со награда од манифестацијата БИМ. Тоа значи дека навистина програмата е добро осмислена, подготвена и квалитетна, а каков е интересот кај публиката? Имаме секоја година се поголем и поголем интерес од страна на публиката, од страна на оние кои што ја вреднуваат, ја ценат уметноста, како од најмладите, така и од возрастните, така што задоволни сме од одзивот на публиката и ги покануваме сите оние кои што гледаат каква било вредност во уметноста, веќе уметност има преголема вредност, да ни се приклучат на некој или на сите фестивалски денови во Сулијан. Тоа значи дека од година в година полека и расте младата читателска публика. Точно така и многу се радуваме за тоа, бидејќи навистина доаѓаме до степен каде што се развива една публика која што ја гледа вредноста на квалитетната литература и воедно и квалитетната илустрација. Симона, благодарам за одвоеното време, посакувајќи ви на сите што сте дел од тимот на Литера, уште едно успешно фестивалско издание, кое што верувам дека ќе го искористат многумина за да дојдат, да бидат дел од активностите и да се запознаат со сите новитети кои што им ги нуди оваа година фестивалот. Ви благодарам и вам и се гледаме на Литера. Така, ете уште еднаш подсетување дека во рамки на денешниот и утрешниот ден можете и вие да го посетите Сулијан во старата Скопска чаршија и да бидете дел од работилниците кои што се организираат во рамки на меѓународниот фестивал за литература и илустрации за деца Литера. Можете да присуствувате на промоциите кои што ги носат новите атрактивни детски изданија на нашиот пазар и да уживате во целиот амбиент кој што овој пат го нуди Сулијан и Литера со сето она што ги опфаќа овие 3 фестивалски денови. Се разбира дека книгата е најдобриот пријател на секој од нас, а единствено ако младите генерации од најрана возраст ги научиме дека е тоа така и да ги навикнеме да читаат, ќе ја негуваат и градат таа читачка култура во тек на својот живот, а фестивалот Литера навистина е еден од оние промотори на оваа култура, афирматори кои што заслужува да биде проследен и поддржан и од нас медиумите. Суза, со ова ние полека го заокружуваме денешното јавување и се гледаме, се разбира, со читателската публика во Сулијан, во старата чаршија, веќе во 11 часот или по попладневниот дел од денот за оние што се тогаш слободни и може да се придружат на Литера. Одлична информација ни сподели, многу ти благодарам и те поздравувам и само ќе напоменам и дека Скопската чаршија е убава и кога врне и кога е облачно, а не само кога е сончево, бидејќи сонцето само не мами на прошетка.